Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Здраво, здраво, драги слушатели! Денес ќе го споредиме нашиот ум како градина и ќе го истражуваме процесот за тоа како да ги откорнеме корените на нашите мисловни образци кои настанале преку негативни и травматски мигови. Градината како градина никогаш не е статична. Таа се менува, дава плодови и се во зависност од тоа какви семиња биле посеани. Што било насадено во почвата. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. I remember the days of old. I meditate on all thy works. I muse on the work of thy hands. I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee as a thirsty land. Selah. Hear me speedily, O Lord. My spirit faileth, hide not thy face from me, lest I be like unto them that go down into the pit. Cause me to hear thy love and kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Cause me to hear thy love and kindness in the morning, for in thee do I trust. Deliver me, O Lord, from mine enemies. I flee unto thee to hide me. Да го замислиме умот на едно дете како недопрена градина, со недопрена почва. Во овие години детето не одлучува што ќе биде посадено во градината, бидејќи оградата не била изградена и на тој начин оставајќи ги портите ширум отворени на сите оние кои имаат пристап, како што се родителите, блиските членови во семејството и сите оние кои имаат повеќе контакт со детето. Мора да ни биде јасно дека изговорен збор кон ова дете е семе, а секоја акција е засадување што го зацврстува, што го прима во таа мека и лесно впивлива почва. Кога родителите ќе му речат на своето дете: "Ти си подарок за нас, ти си прекрасно и паметно и сакано", тогаш родителите сеат златни семиња на вистина. Одраз на оваа реалност е Псалм 139, каде што е напишано: "Зашто ти ги создаде моите бубрези, ме истка во мајчиното крило. Ти благодарам што сум создаден толку чудесно, што се твоите дела прекрасни. Мојата душа тоа добро го знае." Кога детето е негувано и растено со овие зборови, тие развиваат длабоки и цврсти корени на самодоверба и чувство на припадност на небесниот татко, кои со текот на времето прераснуваат во дрвја на отпорност, заштита и љубезност. Но мора да бидеме искрени и да признаеме дека не сите градинари се мудри и љубезни од различни причини.
Свесно или несвесно, некои родители или блиски луѓе до детето сеат црни семиња. Семиња на лага и траума. Кога ќе му се каже на детето, ти си глупаво, ти си товар, или зошто не си како другите деца, зарем не можеш подобро? Овие не се само зборови без моќ, без влијание. Тие се семе за ограничени верувања. Тоа се надворешни гласови што често ги мешаме со нашиот внатрешен глас. И кои не водат кон верување дека тие лаги се всушност наши верувања. Физичките и психичките повреди делуваат како растенија засадени во центарот на градината. И тие не обстојуваат на површината, туку се засадени длабоко во почвата на умот. И тие можат да ја засенат светлината во душата на човекот, се додека не се донесат во состојба на лекување. Како што детето расте, градината не останува иста и мала, туку насадените семиња го следат природниот закон, како што пишува во Галатјаните 6:7. Не залажувајте се, никој не може да го измами Господ. Секој човек ќе си го жнее тоа што ќе си го сее. Ако црните семиња на безвредност биле посадени во нашата младост, тие ќе пораснат во масивни дрвја на срам, анксиозност и собствено предавство. Па се до моментот кога ќе бидеме возрастни, ние не се соочуваме само со лоша меморија, туку густа шума од зли плодови што ја обојуваат нашата целокупна реалност. Например, на дете на кое му е кажувано дека е глупаво, често прераснува во возрастен човек кој страда од страв од добит за нешто ново. Или пак, малтретирано дете подоцна во животот има проблеми со комуникацијата со другите. Во Матеј 7 глава стои: така, секое добро дрво раѓа добри плодови, а лошото дрво раѓа лоши плодови. Не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови. Така што, доколку нашиот живот денес е дефиниран како резултат од лоши плодови, изразен преку огорченост, хронично чувство на несоодветност или чувство дека не може никому да му се верува. Тоа е како резултат на живењето во градината креирана од нечија дисфункционалност. И е жртва на семиња за кои воопшто не сме ги ни посакувале. Најголемата заблуда во која сите ние живееме е тоа што ние толку многу сме се навикнале на присуството на тие трња, троска и секакви диви и темни растенија, што веруваме дека тие се всушност самата градина. Од време на време ги забележуваме како непожелни гости, но сепак ги идентификуваме како домашни и убедувајќи се преку изјавите. Јас од секогаш сум таква, едноставно не сум личност за да се дружам. Не ме бидува за тоа. Не заслужувам среќа и успех. На овој начин ги мешаме овие симптоми со карактеристиките на нашето постоење. Ние сме градината, но не сме семињата. Траумите што ни биле наметнати, лагите кои ни биле кажувани, го окупирале просторот во градината. Семињата биле погрешни, но почвата е се уште иста, бидејќи е создадена лично од Креаторот, од Небесниот Татко. Нашата градина е направена со почва од која ќе растат плодовите на духот, односно љубов, радост, трпение. Ако сега погледнеме во нашиот живот, што можеме да забележиме? Какви плодови има?
Ако забележиме дека во нашиот живот ги нема убавите и позитивни плодови, тоа не е заради тоа што нашата почва не е плодна или непоправлива, туку тие зли дрвја од минатите трауми пораснале толку многу, што не ја пропуштаат светлината на Божјата милост и ја пијат водата од нашиот дух пред да стигнат до нашето вистинско јас. Во посланието Ефесијаните 5 глава има прекрасен стих кој гласи: Стани ти што спиеш, воскресни од мртвите, Христос ќе те осветли. Каква и да е моменталната ситуација, не е пишано таа да остане иста. Да, почвата изгледа тврда, сува, темна, ладна, неплодна, но под површината потенцијалот за нова жетва останува недопрен. Ние не сме создадени за да останеме во истата состојба, во она што ни се случило. Нема потреба да бидеме споменик на тешките негативни животни мигови. Teach me to do thy will, for thou art my God, thy spirit is good, lead me into the land of uprightness. I stretch forth my hands unto thee. My soul thirsteth after thee, as a thirsty land. Selah. Cause me to hear thy love and kindness in the morning, for in thee do I trust. Cause me to know the way wherein I should walk, for I lift up my soul unto thee. Првиот чекор кон нов живот е свесноста дека алатите на градинарот, ножиците, лопатата, се подготвени за работа, за да го расчистат местото, да ги исечат сите гранки и диви растенија, како што укажува Исус. Јас сум вистинската лоза, а мојот небесен татко е лозарот. Секоја прачка на мене која не раѓа плод, тој ќе ја отсече. А секоја прачка што раѓа плод, тој ја чисти за да дава уште повеќе род. Вие сте веќе чисти преку словото што ви го проповедав. Останете сврзани за мене и јас ќе останам сврзан за вас. Како што прачката не може да раѓа плод сама од себе, ако не е сврзана за лозата, така ни вие нема да можете да бидете плодотворни, ако не останете сврзани за мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Ако останете сврзани за мене, јас за вас, ќе бидете многу плодотворни. А без мене не можете да постигнете ништо. Ако не останете сврзани за мене, ќе бидете сврлени како одсечени прачки и ќе се исушите. Штом ќе станеме свесни дека нашиот ум е градина која во моментов е срасната со растенија и дрвја што не сме ги насадиле, тогаш кај нас ќе се отвори нова состојба. Состојба од наблюдувач во состојба на човек подготвен за акција и промена. Едно е да се наблюдува од некој агол на нашата градина и да се сожалуваме и жалиме на тоа што се случи. А сосем друго е кога ќе влеземе со лопата во градината и ќе започнеме со работа. Во Матеј 18 глава Исус говори: Вистина ви велам, што и да врзете на земјата ќе се појави веќе сврзано на небото, и што и да разврзете на земјата ќе биде веќе разврзано во небото.
Лекувањето не може да започне во темнина. По псалмите има декларација која гласи: "Внеси слово во мене со кое ми даваш надеж. Тоа ме утешува во неволјата моја. Оти Твоето слово ме оживува." Истото го говори Исус. Зборовите мои се дух и живот. Одбери живот. Во животот, она што го правиме реакција на плодовите од дрвјата посадени во минатото, манифестирано преку анксиозност, повторување на истите па истите случки, зборови, реакции. За да ја запреме ефективноста на лошиот плод, треба да го пронајдеме коренот. Штом светлината го осветли коренот, лагата излегува на површина и потоа губи сила. Промената бара труд, работа, енергија и време. Исус Христос постојано не потсетува: "Јас сум светлината на светот." А во Исаија 53 глава стои: "А тој ги понесе нашите болести, ги зеде врз себе нашите болки, дотека ние сметавме дека Бог го бие и го понижува. За нашите престапи беше пробуден, сотрен за нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се исцеливме." Не сме сами во оваа акција за промена. Христос ни е светлината. Со таа светлина ќе ги уништиме длабоките корени на темнина во нашата умствена градина, која давала лоши плодови во нашето тело и во нашиот живот. Лекувањето е света соработка помеѓу желбата да видиме и неговата моќ да не обнови. Во псалмите се зборува токму за ова. Поради тоа Бог до крај ќе те уништи, ќе те истргне и ќе те пресели од живеалиштето твој и коренот твој од земјата на живите. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Откако ќе исчистиме почвата од дивите растенија, таа останува празна. И доколку не посееме нови семиња, троската сигурно дека повторно ќе израсне. Затоа треба да бидеме свесни какво семе сееме. А токму за ова Исус Христос ни објаснува преку следнава парабола. Еден сејач излезе да сеи на својата нива. Сејки така, дел од семето падна на тврда почва покрај патот. Долетаа птици и го исколваа. Друг дел од семето падна на каменита почва, каде што имаше малку земја и тоа брзо никна бидејќи земјата беше плитка. Но штом запече сонцето, стебленцето свена и се суши, бидејќи немаше доволно длабоки корени за да го одржат во живот. Трет дел од семето падна меѓу трње. Кога пораснаа трњето, го задушија стебленцето. Конечно, дел од семето падна на плодна почва и донесе плод. Едно стебло роди 100, друго 60, а трето 30 зрна. Тврдата почва, покрај патот ги представува оние луѓе што ја слушаат пораката за небесното царство, но не се трудат да ја разберат. Ѓаволот доаѓа и го отстранува посеаното кај нив.
Каменестата почва ги представува оние луѓе што ја слушаат Божјата порака и со задоволство ја примаат. Меѓутоа, бидејќи таа во нив не се закоренува, тие остануваат верници само за кратко. Штом надојдат неволји или прогонства поради верата во Божјата порака, тие веднаш се откажуваат. Трнливата почва ги представува оние луѓе што ја слушаат Божјата порака, но прекумерната грижа за овој живот, како и занесот по збогатување, ја задушуваат пораката во нив и тие остануваат бесплодни. Плодната почва ги представува оние луѓе што ја слушаат Божјата порака и се трудат да ја разберат. Тоа семе ќе донесе плод, некаде по 100, некаде по 60, некаде по 30 зрна. Кога црните семиња од навреда, одбивање или каква било злоупотреба биле посадени, тие испуштале токсичност во нашата духовна почва. Не можеме да го смислиме начинот за излез од таа состојба. Потребно ни е духовно чистење. Во послание до Евреите 9:14 е нагласено: колку ли повеќе крвта на Христос, кој преку вечниот дух му се принесе сам себе си на Бога без недостаток, ќе ја очисти нашата совест од мртвите дела. На овој начин, нашата почва Христос ја исполнува со небесната ДНК. Ако во минатото ни била посадена мислата дека не се чувствуваме сигурни, тогаш мораме да го замениме тоа семе со Божјиот збор кој гласи: Господ е моја тврдина, од кого да се плашам? Да бидеме свесни дека потребно е секојдневно негување и наводнување на посеаното семе. Да размислиме кои се оние црни семиња кои дале плод и денес се манифестираат во нашиот живот. Имаме за работа, нели? Поздрав до вас! Ја следевте емисијата Елиезер со Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ во соработка и под покровителство на Исус Христос и Светиот Дух. Елиезер